Законот за заштита на населението од заразни болести на 27 октомври треба да се најде пред пратениците. Спикерот Џафери ден претходно во понеделник на координација треба да се увери дека има согласност меѓу сите пратенички групи. Консензус не постоеше за 20 месецов кога првенствено требаше да се расправа. Председателот на собранието до 27 очекува на работа да бидат и тројцата пратеници позитивни на COVID-19 кои се во изолација. Очигледно дека во разговорите што ги имале, доколку ги имале, постигнале согласност околу текстот на законот и по однос на тој предлог нема пречки да се најде на 27 на пред пратениците за да одлучат дали ќе оди во скратена постапка или не, и потоа според процедурите да биде дел од дневниот ред и да може соодветно според процедурите да оди на соодветните работни тела на собранието. ВМРО ДПМН како најголема опозицијска партија потврди дека ќе присуствува на седницата и ќе обезбеди кворум, но пратениците ќе гласаат воздржано. И натаму сметаат дека предложениот закон не ги содржи сите неопходни мерки за заштита на граѓаните. Опозицијата инсистира на формирање државна комисија за борба против COVID-19. Комисија што на предлог на владата ќе дојде во собранието, да се бира со 61 пратеник мнозинство, меѓутоа мислиме дека таа комисија ќе биде поиздржана и дека она што ќе го даваат како препораки и мерки до владата ќе биде навистина она што треба да се спасиме од фијаското кое што ни се случува во државата. Филипчи и СДСМ веќе го одбија предлогот на опозицијата. Според нив комисијата за заразни болести добро си ја вршела работата. Социјалдемократите денеска со став дека законските измени мора да се донесат. Ова не е време за печалење ефтини политички поени, ниту за политички игри. Најмалку е време политичарите да се водат од личниот и партискиот интерес. Со измените во законот е предвидена забрана за собири на повеќе од 4 лица по 22 часот, како и забрана за големи семејни собири, а граѓаните ќе мора да носат маски и на отворено.